многу важна, сериозна средба со европратениците. Жал ми е што и пред нив и денеска пред јавноста уште еднаш се повтори, се потврди мојата скептицизност пред 8 месеци за трите политички актери што моментално ја се чинуваат владата и екзекутивот во Македонија. Тогаш реков дека не приметувам сериозност кај нив за да се политичкиот договор имплементира. Денеска сме при крајот на времето, ни се бројат часовите. И јас и на европратениците и на сите представници на меѓународната заедница им реков дека ние ќе продолжиме да го даваме нашиот допринос Македонија и во овие критични моменти да не го напушти патот кон Европа и кон НАТО. Свесен сум дека многумина албанци, тие што ги представувам како партија и други, мислат дека превише голднеме во овие ситуации. Така е, превише трпиме, но сепак мислам дека треба во овие тешки моменти да се трпи за да се не се дозволува Македонија да скрене од патот кон Европска унија и кон НАТО. Ние што денеска тоа го трпиме, мислам дека го правиме за луѓето утре да бидат посречни и да го сочуват тој пат кон НАТО и Европска унија. Господине Тачи, би ви пречело ли доколку вечер се распушти собранието и има избори на 24 април? Нема, тоа се шеги за ДПА. Ние продолжуваме со потполна поддршка и кохерентност со меѓународна заедница. Иако последните денови не сме имали јавни изјави, не сакав да бидеме атрактивни и да не сваќат погрешно као маркетинг ситуација, не сакав да ги комплицирам ситуациите, не сакав да го напаѓам нашиот директен политички конкурент, кој денеска вечерва уште еднаш им укажувам и на нив и на јавноста не може да бега од одговорност. Подржите ли одлука за вечер да се повлече распуштањето на собранието и дали мислите дека таа одлука треба да се донесе со консензус или може без една од големите партии? Погледнете малку парламент иницијативата, ќе видите дали ја поддржуваме или не. Би било подобро со консензус. Господине Тачи, може ли да има избори на 24? Без нас. Каква е вашата комуникација со лидерот на ВМРО? Повикувате ли вечер да дојде? Јас имам комуникација со сите лидери во склоп на тие позиции што ги имаме. Јасно се нашите позиции, се потрудив тие позиции да станат јасни и колегијално. Затоа вечерва нема повише да зборам за јавност, а да не се свати ова као маркетинг. Мислам дека нашите позиции се јасни.